До крајот на неделата ќе има избор на најповолен изведувач за изградба на првиот дом за стари лица во Кочани. Објектот ќе се гради на просторот ке поранешната касарна и представува еден од поголемите капитални проекти за градот и поширокиот регион. Во моментот службите за јавни набавки при локалната самоуправа вршат административна и техничка проверка на доставените понуди. На 15 јануари 2026 година ги отворивме понудите за изведувач на старечкиот дом во Кочани. Имаме 5 апликанти. Ќе распишеме аукцијата, каде сите оние кои ги исполнуваат условите ќе можат да аплицираат на негативната аукција и со тоа очекуваме избор на најповолен изведувач на старечкиот дом во Кочани. Најважно за новите станари е тоа што цените на услугите нема да бидат како во приватните домови за стари лица, затоа што домот ќе биде во сопственост на државата. Знаејќи го фактот дека во Република Македонија старечките домови се преполни, дека се бара место плюс за згрижување на старо лице, овој капитален објект ќе е од огромно значење не само за Кочани, туку и за цела Источна Македонија. Проектирање за згрижување на околу 150 стари лица. Според планираната динамика, по почетокот на градежните работи, изградбата на домот за стари лица треба да заврши во рок од 2 години. Со ова, Кочани ќе добие прв ваков објект, а воедно и втор старечки дом во Источна Македонија, покрај постојниот во Берово. За Сител, Траје Ристовски.